Здраво, дечки! За оние кои што подолго време не пратат, ја знаат оваа тема сега што ќе ја спомнам, за оние кои што не пратат, придружете ни се бидејќи RPM е најпопуларниот автомобилски YouTube канал. И она што сега сакам да го кажам е дека сведоци сме дека во изминатиот период автомобилската индустрија драстично се промени и наредниот период кој што не очекува дополнително ќе се променат некои работи конкретно со кинеските брендови, кинеските автомобили кои што настапуваат на европска сцена. Гледаме дека одредени европски гиганти тоа веќе го трпат како последица, но одредени групации, мило ми е искрено кои што прават големи подвизи за да вратат еден контраудар на целава оваа ситуација. Конкретно зборувам за Stellantis, искрено сметам дека тие се едни од ретките кои што прават сериозни чекори во оваа ситуација, а денес конкретно тоа ќе го зборувам за Citroen. Искрено денес сметам дека е малку тешко да се направат онакви револуционерни подвизи околу дизајн, околу технологии, како што Citroen знаат да направат или знаеле во претходните години да направат. Денес има толку многу развиени технологии, толку многу развиен дизајн, кој што веќе се гледаат големи сличности од еден до друг бренд или од еден до друг модел. Но за да се направи еден контраудар на целата кинеска машинерија која што настапува на европски пазар, гледаме од Citroen дека е потребно да се вратиме на едноставноста. Едноставноста која што имаше Citroen 2CV, која што е основоположникот на Citroen C3, но да се направи едноставен автомобил кој што ќе има добар дизајн, убав дизајн, кој што ќе има добри модерни технологии, кој што ќе има убава опрема и најбитното, добра цена. Тоа го нуди Citroen C3. Но дизајнерски мора да напоменам дека има неколку интересни клучни елементи кои што сега ќе ви ги покажам за кратко. Гледано дизајнерски мора прво да го напоменам новото лого кое што сега го гледаме на Citroen C3. Искрено сум голем фан на ова лого, бидејќи изгледа сега како еден убав моден детал, убаво му се истакнува тука. Друга работа што овие стрелки од логото се приметуваат буквално на секаде низ дизајнот, дали тука на маската, дали доле, дали над тркалата на овие пластики, исто така и позади може да ги приметиме и внатре во интериорот, стварно еден интересен и кул детал. Исто така кул детал се и овие жолти линии кои гледате во предната маска, но исто така и странично, тие можете си ги менувате кога сакате, си докупите со различна форма, различна боја и нон-стоп да ви се истакнува возилото со некои различни нови модели. Но, ако приметувате исто така сега, може да приметите дека новиот Citroen C3 сега многу повеќе наликува на Citroen 2CV или спачак во неговата форма, но исто така може да приметите дека и оваа C3, оваа генерација нема никакви сличности со претходната генерација. Претходната генерација изгледаше бар за мене малку помасивно, пошироко, погломазно. Ова е малку така по-елегантна, но еден интересен факт што двете генерации не се драстично различни во големина. Всушност оваа генерација е за 1 сантим поголема во внатрешноста и за некои 4 до 5 сантими во надворешноста. Веќе кога го спомнам тоа, може да се префрлиме внатре за да ви ги покажам тие неколку кул интересни детали околу дизајнот. И интериерот едноставно кул. Тоа ќе ми биде објаснувањето, бидејќи стварно не знам поинаку како да го објаснам се тоа. Ајде вака, нема некои дизајни да не знам бидат вау, нешто куз, нешто правено, цртано. Но кој ќе го размислите, кој ќе го погледнете убаво, едноставно, кул, многу добро осмислено за да биде тоа убаво направено, да изгледа добро, а да не кошта многу за правење. Кој ќе ги пипнеме сите материјали, да, ова се цврсти пластики, не се скапи, меки материјали, кои што тука никој пат не ги чепнам и не ми ни значи дали има таков мек материјал, но едноставно изгледа убаво, изгледа модерно и е се квалитетно, не крцка, не мрда, нема некакви нервози при возење, стварно едноставно многу добро. Втора работа што не можете да пропуштите самиот волан, неговата форма која што е ваква каква што е, изгледа фантастично и е многу убав за држање, особено при возење. Тоа ќе го збориме за кратко. Ајде сега од други работи. Конкретно овој модел денес што го возаме во макс нивото на опременост, тоа значи кај највисокото ниво на опременост и ги имаме сите работи кои што ни се потребни.
Што значи тоа? Во серијска опрема, во серијска дали е најосновното или највисокото ниво на опременост, ги имаме сите безбедносни системи. Пак ќе кажам, тоа ќе го збориме после кој ќе возам. Сега сакам да ви кажам дека во ова ниво на опременост го имаме овој 10-инчен екран кој што е фантастичен, многу добра респонзивност, многу добри графики, едноставно немате никакви потреби од нешто плюс од сето ова за не знам било какви апликации, па да заглавите во менито, па да мислите што беше, кај беше. Едноставно се користи, едноставно функционира. И оно што мене ми се допаѓа, многу лесно се поврзува со Apple CarPlay или Android Auto. Дали сакате преку Bluetooth, дали сакате преку кабел, што е добра работа, имаме опција за USB кабел тука горе и тоа е многу кул, бидејќи можете да се врзете телефона, да оставите тука на оваа површина, кој што by the way ова се меко, убав материјал и ова го има само во макс нивото на опременост, додека во по ниските нива овде е на пластика, но исто со истиот вдлабнатување. Сега, можете да си оставите телефонот тука, може доле или да си го држите во раце, нормално ако си сопатник. Второ, во ова ниво на опременост, тоа што го имаме се седиштата со овие дополнителни перничиња за да бидат уште поудобни, искрено тоа се чувствува кога ќе возиме. И се едноставноста на Citroen е тука, кој што имаме еден, да кажам, head-up дисплеј, не е head-up дисплеј, бидејќи немаме тука никакви инструментабли, ниту екран пред возачот, туку го имаме тука горе и буквално изгледа како head-up дисплеј за кога возите да се чувствувате како да се проектира напред. И немам потреба ништо искрено од повеќе, мал екран е реално, но она што е добро што ги имате сите информации кои што ви се потребни, освен немаме за обртај, тоа искрено гледам дека се случува повеќе модели во денешно време. Не знам дали вас ви треба, мене искрено ја би сакал да ги видам обртаите некогаш, но убав екран кој што се проектира од тука од оздола. Не е екранов напред, туку екранот е доле. Многу едноставен систем кој што изгледа фантастично, ги имате сите потребни работи, едноставно немате потреба од ништо повеќе. Околу другите практични работи, тука се 4 физички копчиња, тоест малце повеќе, не се само 4, физички копчиња од климата, кои што едноставно функционираат со еден клик, стигате до секоја можна функција од климата што ви е потребна и нема замарање во системот тука горе за кај беше, што беше, па дури да уклучите клима да изгубите многу време. Многу едноставно, многу кул, многу практични, многу добри копчиња. Доле имаме една остава која што тука во ниво на опременост е со бежичен полнеж, две остави за шишење, тука е една мала остава околу менувачот и рачната и вау, да. Она што морам да ви го кажам, што тука на вратите имаме порачиње, на секоја врата има различно пораче, овде пишува Be Cool, таму пишува Have Fun, а сега да видиме позади што пишува, да видиме Citroen што ни порачува каква вожња да имаме. Feel good и be happy, тоа се порачињата тука позади, искрено многу ми е кеф кога едно возило ќе ме развесели не само додека возам, туку и вака со едни интересни детали низ интериерот и секој пат кога ќе се свртам да ме насмеат или да се почувствам убаво. Ова е еден стварно многу ситен, многу мал детал, но многу битен искрено, бар за мене. Пак ќе кажам, едноставно кул, сите овие работи го прават да се едноставни работи, ама да се кул. И други работи кои што ги има тука, такви се едноставни и кул, што покрај оваа остава доле на седиштето, имаме уште една остава тука горе кој што може да си оставите телефонот, од кој ќе си го поврзете со кабел, може да си го ставите тука или не мора да го врзувате со кабел. Тоа е многу кул. Иначе доле имаме два USB Type-C порта, има една мала остава и тука плюс имаме 12 волтен приклучок за струја. Околу практичноста имам простор за нозете, ова е возачкото седиште кој што е наместено според мене и имам простор за нозете, можам дури малце да ги спуштам под седиштето нозете за да се почувствам уште по-комотно. Не е вау, некој голем простор, но можам да седам тука и на подолги дистанции да немам некаков проблем. Ако седам на средина, да, тогаш веќе ќе има одредени проблеми, потешкоти бидејќи има висок тунел во средина. Можете нозете ги оставите само од страни, ќе мора малку пошироко бидејќи има како две нивоа, тоа значи дека ќе се намали просторот за 3 патници, така да тоа е една критика тука, нема наслон за рака, но имаме ISOFIX
куки кои што можете да ги искористите за поставување на детско сеиште се кријат тука позади овој патент. Исто така и тука овие сеишта се како и напред со дополнителни перничиња за да биде уште помек. И да, мора ги пофалам наслоните за глава тука, но исто така и напред кои што се стварно убави и комотни за уживање на подолги дистанција. Сега го видиме уште багажниот простор и да почнеме да возиме оваа нова Citroen C3. 310 литри багажен капацитет, што сметам дека е стварно супер бројка за едно возило до оваа големина, за возило до оваа категорија. Убав голем отвор од багажникот, да, има голема висинска разлика тука, но па за тоа и добиена малку повеќе и поголема литража. Она што ми се допаѓа што ги има моите омилени куки за качалки, можете да ги искористите попрактично и да можете да поставувате повеќе работи низ целиот багажен простор. Можете ги спуштите седиштата во однос на 60-40 и тоа само во ова ниво на опременост, бидејќи во основното ниво на опременост се спушта целата клупа. Под оваа даска тука доле има големо, односно простор за големо резервно тркало, во моментов има само сет за репарација и тоа би било тоа околу багажниот простор, а сега може да почнеме да возиме со новиот Citroen C3. Веднаш ќе започнам со перформансите на Citroen C3, бидејќи под хауба тука имам 1,2-3 цилиндра турбобензински мотор кој што произведуваат 100 конски сили, искрено се сосема доволни, фантастични, е енергичен, жилав мотор кој што и со 4 патници ќе немате никакви проблеми, без разлика каков терен да сте, дали се тешки угорнини или нешто друго имате пред вас. Ќе се снајде Citroen C3 фантастично добро, имате сосема доволни перформанси за да ви извади од секоја ситуација. Као што кажав, угорнини или пристигнување, фантастично. 6 степен мануелен менувач, кој што е убав, лесен, прецизен менувач и едноставно помага за сето ова искуство, возачко искуство. Дополнително на тоа е тука и воланот, првично како форма што ви кажав е фантастичен, убаво ми легнува на рака при возење и едноставно да, слична форма е како на Peugeot, но тука искрено некако поубаво ми легнува на рака, некако поприродна ми е оваа форма, можеби положбата така ми допринесува, но едноставно тука поубаво се пронедов, особено и со екранот кој што го гледам пред мене. Многу полесно ги читам сите информации кои што ми се потребни, немам потреба од ништо повеќе и сето ова само ја збогатува таа слика на едноставно кул, како што кажав, бидејќи се е толку добро осмислено, буквално се е толку добро осмислено, позиција на екран, менувач, волан, екран, материјали, звучна изолација, се е стварно многу добро сработено да се чувствувам убаво. Сега убаво се чувствувам, мора да го пофалам Citroen, бидејќи ги има слушнато сите негативни критики кои што се кажува за Stellantis групација, конкретно за овој 1.2 мотор, бидејќи порано тој мотор со каиш кој што беше потопен во масло, беше критикуван заради одредени работи. Јас искрено не сум мајстор и не можам да тврдам одредени работи, но знам дека тука е поставено сега ланче, преработен мотор кој што наговестува дека ќе биде многу поквалитетен, многу поиздржлив мотор. Тоа искрено веќе може да се чувствува во поглед на перформансите, но исто така нешто што го приметувам за разлика од претходната генерација на C3 е изолацијата. Вратите сега имаат многу поубав звук на отварање и на затварање, имаат многу поубава тежина, но исто така и целата изолација внатре во возилото е значително подобрена, има огромна разлика. Околу комфортноста, удобноста, стварно многу мек, Citroen од секој пат биле познати по удобноста, но тука само го продолжува тој карактер Citroen кој што го има. Поставени се едни амортизери хидраулични, некоја нова технологија на Citroen која што помага во максималното оптеретување на амортизерот кога е максимално оптегнат или затегнат, да не се пренесува тој удар
внатре во кабината, туку да биде што е можно по-комфорно внатре, за патниците да не чувствуваат било какви удари од патот, и тоа стварно е приметливо за разлика од другата конкуренција што во моментов се нуди. Многу удобно, многу тивко, не е нервозно, не отскокнува возилото, многу е едноставно опуштено возењето. Дополнително на тоа придонесуваат и самите седишта, како што ви кажав, овие дополнителни сунгери се чувствуваат стварно, и сметам ако конфигурирате Citroen C3 за вас, одберете ги овие седишта. Всушност одберете го ова ниво, бидејќи тука се чувствувате најдобро. Ова е макс нивото на опременост, највисокото ниво на опременост, односно во стандардна опременост ги имате сите безбедносни системи. Информација за напуштање од сообраќајна лента, автоматска кочница, предупредување за сообраќајни знаци, односно ако слушате од време на време едно елегантно титкање, тоа е предупредување дека надминува минимално над дозволената брзина, што значи го имаме и тој на радарска контрола, старт-стоп систем, во ова ниво на опременост, како што кажав, и 10-инчниот екран, убава опременост, дополнително како опција е бојата, и целиот пакет чини 20.190 евра. Ако утнувам некоја бројка, тука доле веќе ја гледате цената на Citroen C3. Инаку почетната цена на Citroen C3 стартува од 15.900 евра, мислам фантастична цена има. Сето ова, пак ќе кажам, надополнува во она што го кажав, да биде едноставно кул, бидејќи добра цена, добра опрема и стварно убав интериер, убав автомобил целокупно. И ценава која ќе видиме во конкуренција стварно е многу прифатлива, многу примамлива цена, бидејќи за сето ова што се нуди е стварно добра понуда. А конкретно во ова ниво на опременост имате се што ви е потребно. Инаку во понуда во моментов има и електрична изедба на Citroen C3, и исто така се очекува да пристигне наскоро хибридна изедба. Се надевам дека ќе има можност и двете останатите две нивоа да ви ги покажам, односно двете изедби, да видиме разлика од едната од другата C3, односно вкупно 3. Така да направете subscribe, следете не, и ќе видиме наскоро што се ќе понуди Citroen и C3. Околу воланот само мора да напоменам дека стварно многу ми се допаѓа неговата управливост. Имам убава конекција помеѓу возач, волан, тркала, имам добра тежина во град, лесен за маневрирање, додека на поголеми брзини нормално се чувствам малку поголема тежина, и јас искрено би сакал уште минимално поголема тежина да почувствувам на воланот, но тоа сум јас, бидејќи имам искуство на многу возила и би сакал да имам малку поголема цврстина зад волан, но искрено нормален обичен возач друг нема да има никаква потреба од сето ова сега што го кажувам. Едноставно барам игла во сеното, бидејќи стварно немам некои негативни критики околу Citroen. Конкретно C3 стварно фантастично, многу добро осмислено возило и стварно вреди да го погледнете, да го видите и во живо и да го извозите, бидејќи сето ова што е направено е стварно многу добро осмислено. Од екранот напред, од сите опреми, од се ова како изгледа, од удобноста, од цената, едноставно кул. Јас тука би завршил со Citroen, бидејќи ме фасцинира. Се надам дека ова мое позитивно мислење ќе влие и на вас позитивно, така да пишете ми во коментар што мислите вие за Citroen и конкретно за C3, и нормално што сакате наредно да видите кај нас на тест. Се гледаме наскоро со ново видео. Чао!